Министерката за правда Рената Десковска контра ставовите на спикерот на собранието Талат Џафери, кој истакна дека законот за јавното обвинителство ќе се гласа по председателските избори. Десковска вели дека доколку се договори консензус за законот, тој треба што е можно побрзо да се најде пред пратениците, иако во тек ќе биде изборната кампања. Јас не знам какви се неговите укажувања, но она што доаѓа како што ние го разговараме во влада е дека доколку се постигне согласност, навистина очекуваме дека таа согласност ќе може во најбрз временски рок да се преточи во законски текст усвоен на собранието. Десковска соопшти дека ги разгледала амандманите што ги поднесе опозицијата. Тие таргетирале 3 групи на прашања: статусот на специјалното јавно обвинителство, доказите и судските постапки кои во моментот ги води специјалното јавно обвинителство и различните прашања во рамки на законот. Неофицијално со амандманите опозицијата бара сите обвинителства да имаат еднаква одговорност и ист буџет, сите обвинители да имаат еднакви шанси за избор и државниот јавен обвинител да биде на врвот на хиерархијата во обвинителството со можност да ги распредели предметите за кои обвинителите не си ја завршиле работата. За предлог законот за јавното обвинителство се изјасни и шефот на делегацијата на Европска унија Жбогар, кој вели дека од огромна важност е специјалното јавно обвинителство да продолжи со гонењето на сторителите на криминал и тоа да го прави на професионален начин и независно. Ова ќе им ја покаже на граѓаните како и на меѓународната заедница посветеноста за утврдување одговорност за сите кривични дела, особено за корупцијата на високо ниво и злоупотребата на моќ, но и за зајакнување на владењето на правото. Исто така ќе придонесе кон исполнување на желбата на граѓаните за фер општество, засновано на правила, што всушност е суштината на процесот на проширување на Европската унија. Законот за јавно обвинителство се носи со двотретинско мнозинство во собранието.